50-годишната Радмила Нацева веќе 4 години спие на тераса. 8-членото семејство Нацеви живее во еднособен стан од 38 квадрати. Во двете единствени соби се сместени синовите на Радмила со нивните сопруги и внуците. Кој ќе ги видам моите внуци и внуки, како се мачат, значи не можам да станам утринското кафе да го испијам како што треба. Нема кај да појадам. Значи морам тука на коленици да седнам, да клекнам, да јадам или да пијам кафе. Семејството живее со платата на едниот син и платата на Радмила. Оваа жена стравува и за работното место. Многу често користи боледување, бидејќи досега и се направени дури 18 операции на колковите. 18 пати правена сум операција од колковите, се уште одам на работа. Бев 2 пати на комисија, они ми кажаа дека сум работоспособна и морам да одам јас да работам. Радмила очекува дека барем едниот син ќе добие социјален стан. Вели дека минималните месечни примања не дозволуваат некој од нив да замине со семејството да живее под кирија. Ако може да ни се додели барем на моите деца по еден стан. Значи ги има 10 стана горе во сивиот дом, ако се може да им се даде нив. А мене доволно ми е овдека да живеам. Во 2 соби мене ми е доволно. А со 9000 денара не се живее под кирија да испаднат децата. Јас како мајка прво не ги дозволувам да испаднат децата под кирија. Они ќе платат кирија 3000 денара и 3000 денара струја што ќе имаат за јадење. Едното од внучињата на Радмила има проблеми со дишните патишта, па така голем дел од заработените пари одат за терапија на 3-годишното девојче. Семејството очекува дека надлежните ќе имаат слух за нивниот проблем и наскоро ќе можат да добијат социјален стан.